Здраво дечки, како сте? Јас сум Стефан и добродовте назад на мојот YouTube канал. Како што можете да видите по насловот на ова видео, ова е трансформирам луѓе во спротивен пол или во денешното видео тиктокери. Одбрав пак 30 луѓе, од кои 20 се македонски тиктокери и 10 се повеќето амерички, но има и некои што не се од Америка. Па пред да почнем со ова видео, не заборавајте да оставите лайк, доколку се уште не сте сабскрајбнати на мојот канал, не заборавајте да направите тоа со кликање на subscribe копчето доле. Па ајде да почнеме. Прва на листата е Долорес Турнер, која требаше да биде во претходното видео, но изгледа дека сликата беше на страна сликана, па дека ја исправив јас, не ја препознав фацата, па ја прескокнав, затоа сега прва нејзика направим. Одиме сега тука gender и male. Личи како да е од Индија. Па бркчето вака. Да видиме со целосна брада како ќе изгледа. Супер. Следна на листата е Марија или Анон Мари, па да видиме како таа ќе изгледа како машко. Одиме тука gender и male. Како некој скейтер изгледа. Со брада. Брадата низ прсти, ама дефинитивно како скейтер изгледа. Сега сме кај Иван Бурлиовски, да видиме тој како ќе изгледа како женско. Со црвена коса. Малце овдека коса нема, тоа е дека е на страна сликан. Следен на листата го имаме Антонио Хаде, одиме тука gender и female. Дали него косата се ти му биде зелена, црвена? Ти личи. Сега за сега Антонио е најдобар во спортивниот пол. Следен е Ерен, еден од најпознатите тиктокери од Македонија, со најмногу followers. Да видиме како тој ќе изгледа како женско. Вау. Мислам дека на Ерен треба да му ставам и шминка малце. И Ерен е добро искочен, но мислам дека Антонио беше подобар. Следен е Марко Дейлиш, да видиме како тој ќе изгледа како женско. Кратка коса. Мислам дека и на Марко ќе му ставам сега шминка малце. Не е лош. Следен на листата е Давор Арджи, да видиме како тој ќе изгледа како женско. Виткана коса. Изгледа како рокерка. Шминка да му ставиме да видиме како ќе изгледа со шминка. Потоа одиме на Лина Пејовска, таа е и пеачка исто така, но користи и TikTok. Вау! Има огромна разлика. После Лина го имаме Чу Харис, кој го дознав сега во скоро време, па да видиме тој како изгледа како женско. Малци и дрвото се измести. Дрвото се направи како коса. Следен на листата Фелоу Драчевец, Мартин Ѓоргиевски, да видиме како тој ќе изгледа како женско. Вау! Не е добра сликава. Следна на листата е Вики Тошевска, да видиме така како изгледа како машко. Не подсеќаш на некој. Не знам на кој, многу познато ми личиш. Следна е Сандра Рафајлова. Не. Потоа Ивана Штарк, како и да се чита тоа. Да видиме како таа ќе изгледа како машко. Без брада подобро е. Следен на листата е Виктор Крстевски, не знам колку ќе работи апликацијава со слика, но ова беше единствената слика што можев да најдам каде што му се гледа поголемиот дел од лицето. Па добре. Како што викаат сите джипи на апарати, дефинитивно личи како женската верзија од джипи. Следна на листата е Данче Петрушевска, да видиме како таа ќе изгледа како машко. Со брада, подобро е. И Данче ми личи на некој познат. Потоа одиме на Даниел Николовски, уште еден Фелоу Драчевец, па да видиме како тој ќе изгледа како женско. Вау! Морам шминка да му ставам. Даниел менја и пол секундарно. След на листата е Христијан Трпески, да видиме како тој ќе изгледа како женско. Кратка коса. Вака е подобро, му ставам шминка и на него. Дури и дзидот се промени. Ни преостана уште тројца македонски тиктокери, следен е Бојан Тодоровски, да видиме како тој ќе изгледа како женско. Пак ми изгледа како некој познаник. Зошто волку познато ми изгледаат луѓето? Предпоследна од македонските тиктокери е Марија Стојанова, да видиме како таа ќе изгледа како машко. Вау! Цела блуза додаде. Вау! И последен од македонските тиктокери е Стеки или Стеван Крстевски, да видиме како Стеки ќе изгледа како женско. Вау! Мора шминка да му ставиме. Како актерка личи некоја. Прва од странските тиктокери, да кажам, е Елайза Коши, позната јутуберка, сега има серија, на Vine беше многу активна и на TikTok е активна и да видиме како таа ќе изгледа како машко. Уау.
дали и додадем монобрав, косата и остане иста. Следна е Miranda Sings, или не знам слика од Miranda, туку од жената која ја глуми Miranda или Colleen Ballinger, па да видиме како тајци изгледа како машко. Вау. След на листата го имаме Зак Кинг, сигурно го знаете, правеше она магични трикови како влече пари низ монитор, многу илузии прави и еден од најфоловнатите тиктокери во светот. Па да видиме како тој ќе изгледа како женско. Личи како некоја Карен која ќе влезе во продавница да го бара менаџерот. Ако му става шминка, дали ќе стане поголем Карен или ќе се оправи. Не гледам некоја разлика. Следна имаме Addison Rae, исто така едно од најпознатите тиктокери во светот, да видиме како тај ќе изгледа како машко. What? Потоа го имаме Милош Недельков, србин кој живее во Австралија, да видиме како тој ќе изгледа како женско. What? Шминка, ако му ставам да видам што ќе се случи. Вау. Следна на листата е Джои Зозик, не знам како се чита тоа презиме. Па да видиме како тој ќе изгледа како женско. Но ме потсеќа на Аманда Серни, исто така позната вајнашка. Не знам што се случи сега со нејза, да видиме. Многу личи на Аманда Серни. Следна на листата го имаме Бојанче, црногорец, кој е најфоловнат човек во цела Црна Гора. Па да видиме како ќе изгледа тој како женско. Вау! Барав тиктокери, мислам, повеќето сега го знаат од тикток, но следен е Джейсон Деруло, пејач познат. Да видиме како тој ќе изгледа како женско. Каде му отидо очите? Тој така нема очи. Предпоследна имаме Дикси Демилио, сестрата на Чарли Демилио, или најпознатата тиктокерка во светот, да видиме како тај ќе изгледа како машко. Личи малце на Зак Кинг. Ова е една од најдобрите трансформации од женско во машко. Прилично сите трансформации од машко во женско се супер, но ова е една од најдобрите од женско во машко. И последен, денеска го имаме Тони Лопес, да видиме како тој ќе изгледа како женско. Личи како да се заглавен во 70-тите. Да. Го ставам и шминка. Дефинитивно. Па, тоа е тоа за овој видео. Се надам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, не заборавете да оставите лайк, да споделите овој видео со вашите пријатели и се гледаме во наредното видео. Чао!